Владата набавила шишиња вода за пиење за гостиварци по речиси двојно пониска цена од пазарната. Пакетите флаширана вода ги обезбеди компанијата Кожувчанка, која е во сопственост на градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, за 12 денари за шише, што е речиси двојно помалку од 24 денари колку што е реалната цена. Од владата велат дека постапката ја спровела службата за општи и заеднички работи и дека е целосно транспарентна во согласно со законот и дека водата е бесплатна за граѓаните. Оттаму ги отфрлија обвинувањата на СДСМ за наместен тендер и склучен договор во 4 очи. Според владата, пониската цена е резултат на тоа што компанијата Кожувчанка учествувала со сопствен придонес со цел да се помогне на граѓаните и институциите во услови на кризна состојба. Во однос на набавката на флаширана вода, точно е дека постапката со преговарање ја спроведе службата за општи и заеднички работи и обезбедува вода бесплатно за граѓаните, а договорот преку тендер го доби компанијата Кожувчанка. Но исто така е факт дека шише вода од литро и половина, која во малопродажба чини најмалку 25 денари, владата го набавува по цена од 12,5 денари. Од СДСМ обвинија дека договорот со компанијата од Ковадарци во вредност од 100.000 евра бил наместен и направен без јавен тендер. И додека народот се труе, Мицкоски и ВМРО ОКГ имале други приоритети. Бизнис делка од 100.000 евра за вода во Гостивар, без тендер, без јавен оглас. Додека народот се труе, тендер патриотите тераат бизнис. Никој нема право да си игра со здравието на граѓаните, а уште помалку да профитира додека народот се труе. Од СДСМ побараа одговорност и од министерот за здравство Клековски и за внатрешни работи Тошковски. Од ВМРО ДПМН пак прашуваат зошто со години се молчало за случаите на небезбедна вода во време кога СДСМ ги имале институциите во своји раце. Инаку водата за пиење се уште не е безбедна и покрај екстремното хиперхлорирање на градскиот водовод. Кризниот штаб кој го раководи министерот Тошковски соопшти дека опасната бактерија Псеудомонас и понатаму е присутна во водоводната мрежа и затоа не може да се добијат трите последователни исправни лабораториски анализи. Тошковски најави дека ќе се зголеми континуитетот на мерење на квалитетот на водата од страна на повеќе институции и смирува граѓаните дека и понатаму ќе бидат обезбедени со бесплатна флаширана вода.